почитувана јавност, навистина јас да можев да ви го пишувам вашето излагање немаше збор да променам, заради тоа што преку вашето излагање до оваа говорница на сите оние пратенички прашања наназад го рефлектирате вашиот карактер, кој што би употребил два збора, тоа е тврдоглавост и ароганција. Она кое што вие го правите со родителите и вашето терење на инат може да се сублимира во 5 факти. Јас прво би кажал вака, вие досега овие трета сериозна функција во владата на СДСМ, веќе терате 5-та година, бевте министерка за труд и социјала, вице-премиер за економија, сега министер за образование. Еве ги повикувам сите граѓани на Република Македонија да се сетат на 3 проекти кои што вие сте ги направиле за доброто на македонскиот народ. Факт 1. А тоа е дека скапо платената платформа за онлайн учење која што требаше да се започне на 1 септември минатата година, започна со 1 месец за доцнување, односно на 1 октомври. Парите се потрошија, одговорност нема. Факт број 2. Ние немаме универзитет во првите 1000, имаме универзитет кој што е длабоко закован на 2000-то место, односно на последните места во светот. Факт број 3. На дното сме поред тестирањето на ПИСА. Факт број 4. Родители и ојадници родители се незадоволни од овие квази реформи кои што ги предвидува Мила Царовска и апсолутно имаат мојата поддршка и како човек и како пратеник. И факт број 5. Колку побрзо оваа влада за мене толку побрзо ќе дојдат вистински реформи во образованието, кои што сите овие параметри ќе ги ревидираат во позитивна насока. Односно, ние мораме да имаме еден универзитет во првите 500 според Шангајската листа, да бидеме помеѓу првите 20 според анкетирањето на ПИСА, да бидеме луѓе кои што навистина ќе имплементираат дигитализацијата, но нема да ги заборават учебниците, бидејќи на тој начин се дефинира практично моториката на децата, читањето, пишувањето и така натака. Господјо министерке, она кое што е скандалозно е самото повлекување на законот, кое што сакате да го вратите во собранието со европско знаменце и да на тој начин да ја скратите можноста на општата и стручната јавност да дебатира за овој закон. Имате низа недоречености, брзате да го промените овој закон, ама зашто не бевте толку ревностни да го промените законот за малиот Дамјан Штип, за да може да си ја добие заслужената награда по математика. И на крај би сакал само едно реторичко прашање. Спомнувате тука, исти ви се тезите, 12 години што направите за образованието, ништо вака, така, онака, пари, ово, она. Еве, јас сакам да ја поставам на јавноста едно прашање да размислува, во текот на наредниот период ќе бидат произнесени докази за истото. Дали интересот позади овој закон се 125 милиони евра за фирма во Хрватска? Не сум задоволен од вашиот одговор и немам дополнителни прашања.